кракензи, колензи, путензи. Лево во Турција, састава во Истанбул. Турско традиционално чофте. И конечно одлучиме дека треба да одиме за Истанбул покрај толку одложувања и преправање на планови. Ај сега, не друг пат, ај сега да одиме на некој друго место, Истанбул е блиску. Одлучиме дека моментот е сега баш да одиме за Истанбул и одиме. Сега е 4 сатот, вечерна ке 8 негде, треба да тргнеме. Ќе одиме со кола и отприлика очекувам да стасаме негде таму на ке 5-6 сато са бајле. Е сега дали по турско време или по наше време, не знам точно. Ама не е битно тоа, битно ќе го фатиме градот кај што се буди, да го доживееме на правото истанбулско, а не само на турски серии да гледаме како е шо е. Инаку Истанбул ми е еден од омилените градови, ако не и омилен, и двај чекам да го видам. Ехеј! Си се уклучиле на автопатов овде во Грција и шиваме на кај Истанбул. Првата патарина ја поминавне, колку беше 2,5 евра не до прилика така нешто. И сега имам уште 305 километри до следно исклучување некое. Добар е патов, нема дупки многу, рамене, добар е сега за сега. И ќе видиме натаму како. Еве сме тука на паркингче. Блицку кавала. Правиме на пауза од возењето, негде имаме доста може извозено на 250-300 км, а? Шо викате? Тука не. Не знам. Ладничко 3,5 степени, малку кракензи, полнензи, мешензи и са колензи, путензи до испала, така веќе испала, да, награна, ипсала бе. Си знаја онлайн. Уште 472 км до Истанбул. Влегуваме во Турција и застанаме после границата има еден паркинг. Малку да направиме пауза и едно кафе да пиеме. Оти во Грција по автопат ниедна бензинска се нема, значи ниедна бензинска. Изгорев за кафе пиење, не сум некој кафеџи, ама стварно ми се пие кафе. Ево местенцето како е. Во Турција си најдовне наш човек од мајка роден, кафенцето ќе ни направи. Ево. Едно камионџиско кафе да направиме, си се напијаме. Има 2 степени може да е негде, а? Ваму си, таму си, 2 степени. Одиме за Стамбул. Стамбул одиме. Кафето се прави. Камионџиско кафенце. Да не расваме малку. На автопатот, прв пат ги имам во живото знак 140, ограничување. До сега немам видено негде 130 имам, 120 имам кај нас Македонија, Грција, ама 140 нигде немам видено.
после долго патување, таа сам не се сместивне. Сега ги земам работи од колаба и одам малку да дремнам, оти доста извозив. И изморен, па после малата прошетаме низ градот некоја авантура да направиме. Да ги снимам соба во хотелов. Ништо посебно, нормално, скромно. Задовне две, фактички, војната е споен, кревет, спална, овде ќе е раздвоен. Лицето, ова е чисто. Нема луксус, ама е барем чисто. Топло. Одмориме малку сега и шетаме после низ градот. Овие гради се одеки хотелов кај што е. Интересни гради, нешто ми личи како на турскине филмови. А на многу интересна локација сме тука скоро кај што се овие џамиве, интересно што е. Излегуваме сега малку на прошеток, одморивне, дремневне, поспијавне. 1 сат, колку да се рестартира малку и оно тука зад хотелов е ова плава џамија што вика. Еве. Ќе ви пуштам снимки од дрон. Ќе окрениме дронот сега. Тука има некој пазар десно. Не знам како се викаше. Исто како и други пазари со традиционални јадења, традиционални зачини, традиционални дојчани. Астрав пазар се вика таа улица. Одеки иначе населбава се вика Султан Ахмет и тука нели сме сместени и тука има доста интересни туристички атракции како џамиве што се. Двете џами се тука блиску, сината џами одно тука зад хотелот. Света Софија, или на турски позната како Аја Софија, била поранешна православна базилика која во текот на својата историја била претворена во џамија, подоцна во музеј, а денес повторно се користи како џамија. Објектот се наоѓа во реонот Фатих во Истанбул во Турција.
Сега одиме Сега ќе одиме? на кај Капали чаршија. Така? Да. Тук се продават башаците много по-симпатични и се убави, а тук са много грозни. Я дигам скупше на тръжица. За 35 лири е скупа на тръжица. Се прошетаме по Капали чаршија и се нонеме едно кафури тука чај да пиеме. Види. Сан Себастиан чизкейк порекам. Пиеме чай от ябълка или на турски ел. Јас си пијам традиционално турско чајче во Капали чаршија. Чеджилниц. Купиме парфеми, се купиме патичини да се купиме да видиме сега што има. Ориджиджи, бат. Еве. Оригинал турска роба. Еве, и Луис Витон. Денес има, утре нема. Ајде, свежа роба, песна роба. Ние си дојдеме, сега ќе ви покажам што си купиме. Бееме у Капали чаршија, си купиме еден парфем, сега го отпакувах, се отпакувани. Таа е на Дарко, уште еден. Таа е мојо. Моја секој пат најубав. После ќе одеме у Ортакој, там ќе си јапнеме нешто, многу сме гладни, ама прво Дарко малку да одморе, за да важи што не е на спин. Конечно стасаме овде кај џамија во Ортакој, позната локација во Истанбул, а и за мене е мостов. Овој што го има по филмови, еден од попознатите мостови, височки, колку што може да се види. Не стемни малку, што се заврткалне со превозот, го сгреши на 2-3 пати, имаме проблем со картичката, и зато не фали темно, али во темно е убојство. Седнаме тука, порачуваме за еден во едно ресторанче, традиционална турска храна и има многу убав поглед во тоа место од кај што сме. Поглед има на џамија во Ортакој, на Босфора и на мостов. Турско традиционално чофте, лахмаджун. И како се викаше? Gözlem. Zemi go. Thank you.